Здраво, Огнен. Драго ми е што ти имам за мој денешен гостин во Хајп Македонија. Кажи ми како се денес, како се справуваш со Жешково време? Здраво и на тебе. Фала ти пред се на поканата и чест ми е што сум дел од емисијата во Хајп кај вас во телевизија. Како се справам со горештиниве под клима дома. Или така навечер во студио, цело време работно и се ладиме со клима. Бегам од Жешко. За почеток, јас би сакала да кажеш кој е Огнен, ама без да кажеш дека си пејач. Каков човек е Огнен? Па така прво ми кој е Огнен, поп-пејач. Стандард прашање кој ќе ме праша. Јас сум, ајде не биде пејач, син на Милина Совче, брат на Оле. Поп-пејач, тоа ќе го кажам, и роден во Скопје во Македонија на 8 септември 1997 година во аеродром во Лисиче, таму живам моментално, веќе од мојата 7 година сме таму и во кратки црти тој сум. Ако сакате да ме запознаете повеќе, потрудете се, нема да откривам се. Нема си кажувам сам. Така е. Во едно интервју самиот имаш кажано дека на прв печаток на луѓето ми изгледаш некако арогантно и недостапно. Дали е тоа навистина така или пак тоа е само некоја твоја фасада пред да те запознаат луѓето? Па и до ден денес ми се случува многу тоа и со многу луѓе што сум моментално во блиски контакти, што сме со другари и пријатели, пред тоа што мислеле дека сум арогантен, дигнат поради вакви интервјуа, кога ќе ме видат и многу делуваш озбилен, арогантен, антипатичен, од кога ќе ме запознат го менуваат мислењето, но едноставно сум изгорен многу од луѓе и можеби ради тоа автоматски сам имам ставено тој штит го имам ставено пред мене, но не сум таков, стварно не сум, не сега да се правам дека сум предобар или нешто, сега од нас има мани, никој не е совршен, но не сум дигнат и арогантен како што мислат луѓето. Едноставно не суди за некого пред да го запознаеш, барем јас така правам. Прво ќе го запознам некој што сакам да го запознам, ќе му дадам шанса да видам каков е, после можам да го судам. Речи изгорен од луѓето. Што точно ти си има случано толку што те променило можеби? Па знаеш, од многу блиски луѓе и пријатели што најмалку сум очекувал, ми забоделе нож во грб, како што се вика, и едноставно сум бил многу пати повреден и издаден и ми требало време да го сватам тоа дека не секој ти мисли добро, но како викаат, со тек на искуството и со тек на поминатите години веќе го разбираш, го сваќаш тоа и менуваш некои работи од тебе, не дозволуваш да ти се случуваат истите работи, едноставно растеш, созреваш и идеш понатаму, не се враќаш на старите рани, него ете што си ќе ставиш некој штит пред тебе, ќе се пазиш, ќе бидеш внимателен и продолжуваш понатаму. А кое мислење што го имаат луѓето за тебе е најдалеко од вистината? Што е за тебе? Па види недостапен. Јас сум за секого достапен, и враќам на пораки, се јавам на секој што ќе ме исконтактира, ќе ме побара. Арогантен, можеби за некого сум арогантен и сега што го гледа интервјуа ќе си каже види го антипатичен, арогантен, не можеш на секој да му угодиш. Едноставно, како што кажав, нема совршенство и не знам што да кажам. Не можам сам да ти одговорам на ова прашање, нека проценат луѓето сами нека одговорат. Секој си има мислење. Така. Да растеш во семејство каде што музиката е секојдневие, звучи убаво, но дали имаше строгост, да кажам, и некои повисоки критериуми кои што ти си треба да ги исполнуваш? Строгост како строгост ја имало, ама не била така лоша строгост, него била цело време позитивна и добра строгост, бидејќи да не била таа строгост и тие совети немало да сум ова што сум денес, благодарение почнувајќи од моето семејство, од татко ми, мајка ми, сестра ми, посебно мајка ми, бидејќи она е исто музичар, оперски пејач, сестра ми исто, секогаш ми ги дала најубавите совети, најдобрите, и ќе го извадам за на крај Вујко ми, од него сум ги добивал оние најмирни совети, ама па и најстроги. Он секогаш бил строг, ама не бил строг како лошо строг, него бил принципиелен и одговорен и сакал да го извади најмаксимумот од мене, така да благодарение на сите нив заедно сум ова што сум денес и многу ми е мерак што продолжувам да го одам патот што едноставно прекинале они да го прават, не оставиле на нас помладите во семејството. Тргнувајќи од сам себе ќе кажам јас, бидејќи сестра ми, братучерите се занимаваат исто со музика, но не толку со естрада како јас. Јас сум единствен од фамилијата што го продолжив тоа. Дали чувствуваш одговорност да го
носиш тој товар, да кажем. Да. Не е товар, но сепак. Преголема одговорност. Товар е, да, не дека не е, но убав товар е. Тоа јас го викам баш убав товар, бидејќи се што правам, го правам од љубов, од душа и од срце, така да многу сакам да го правам ова и ќе го правам додека сум жив. Баш пред некој ден дав едно интервју за Курир во Србија и ме праша мислење како дали те разочарало нешто, дали ќе се откажеш некогаш од пеење, од музика, никогаш додека сум жив ќе го работам ова, разочаран сум бил милион пати, ќе бидам, но до крај на живот ќе бидам ова што сум денес. А кој ти е најголем критичар дома? Кој најлесно ти кажува, еве ова не беше добро? Мајка ми. Мајка ми од прва ќе ти кажам дека она, бидејќи она сака да го извади од мене, она скрос максимумот и некојаш кога не е во право е, разбираш како иде тоа кај повозрастните, но неизино е да си каже, мое да послушам, дали ќе послушам или не, ама послушувам нормално и бидејќи многу пати кога не сум послушал испаднало дека била во право. Зборам за кариерата за тие работи што ми ги кажала. А што ти е тебе лично најтешко кога сите околу тебе се музичари, да ги импресионираш или да ги изненадиш со нешто? Па сум ги импресионирал веќе милиони еднаш, што знам веќе повеќе ми е за да ги изненадувам. Бидејќи виделе од мене многу големи работи, били импресионирани, изненадени позитивно, така да сега ми е само да ги изненадувам што повеќе и повеќе. Јавноста го памети Зоран Џорлев како уметник, ти го паметиш како Вујко. Какво беше он кога беше надвор од сцена, кога бевте само семејство, да кажам? Исти како на сцена, буквално исти. Вујко ми немаше глума, немаше менување, него како што беше дома, така беше и надвор на улица, така беше и пред камери, на емисии, на снимања, на гостувања, на настапи, на концерти. Буквално истиот човек беше цело време и како што викаат, еднаш човек се раѓа таков, не може да се повтори. Нема зборови што можам да опишам пред се колку ми фали, колку би сакал уште еднаш само да еднаш доволно ми е да го видам, да го гуштам и да му кажам некои работи. Но ете така требало да биде и пресреќен сум што сум имал прилика да ми биде Вујко во овој животон и да ме насочи кон овој пат што го одам денес. Дали имаше нешто што не стигна да му го кажеш, а ете би сакал да му го кажеш, ако ете слуша од негде? Има многу работи што не стигна да му ги кажам и можам да му кажам само дека ми фали, дека го сакам многу, извини, моци ми дое. Бевме многу приврзани со Вујко ми. Од мал сум со него, бев со него и едноставно се навикнуваш да живееш со болката, знаеш како викаат. Нема назад да го вратиш времето, идеш напред, но ќе ти фали цел живот и тоа е, не знам што да кажам друго. Само ете би му кажал дека го сакам и дека ми фали да го гуштам уште еднаш, ништо друго. Дали мислиш дека би бил гортон на тебе што си денес? Па сигурно, дури знам дека е горд и дека го сегам цело време енергетски тука со мене и со сите нас, цела фамилија, така да верувам дека е горд и дека ќе правам уште погорд. Дали може би паметиш некоја сурова критика, да кажам, од него што ти ја има кажано некогаш? Немало ништо такво, верувај ми, се било отворено, искрено и било на време кажувано, и текнува и да сум сгрешил во нештото, ми го кажал пред време, он со мирно, со фино, никогаш немало сурова критика или нешто така да ме кара. Све било во граници, во нормални. Ти работиш и во Македонска национална опера и балет како оперски пејач и паралелно градиш и поп кариера. Дали во Македонија мора да работиш барем 2 работи за да опстанеш, да кажам? Па види, како викаат, јас сум презадоволен и само од музикава, но може да се живее и само од музика, тоа е факт. Но едноставно уште сум баш тие што се блиски со мене знаат периодов што вака е кај мене на кантар работите се, дали би останал во операта или дали скроз би се тргнал и би продолжил само со поп музиката. На граница сум моментално и здравје Боже, ете Господ ќе го отвори патот и ќе видиме што ќе се случува во иднина, но се надевам дека оваа година ќе ми биде клучна да одлучам како на кај ќе терам, ама веќе јас имам зацртано во главата што и како ќе терам. Прва љубов ми е поп музиката и кариерата и
никогаш не би се менувало од ова. И се надам дека, не се надам, него и тоа ќе остане секако, а дека се живее само од музика, се живее, не мора. Сега за други работи не знам, но од музика можеш да живееш само од музика, не ти треба две работи. Да. Отворено имаш зборувано дека си се борели со анксиозност. Кога беше моментот кога свати дека едноставно не е само лош ден, туку е нешто сериозно со што можеш да се соочиш? Мене анксиозните напади почна да ми доаѓаат 2018 година, кога почнав нагло да се бавам со оваа работа и кога бев на еден надпревар во Србија, исто таму кај што стигнав до финале. Едноставно пред тоа и додека траеше тоа почна нешто ново да ми се случува и не знам што ми е на мене, разбираш, ке ме фати како напад паничен дека срцето ќе ми престане или нешто и со мисли залутувам скроз. И ми траеше тоа едно месец дена, се борев, ама многу се борев со тоа и почнав да си барам спас. Отидов и на психолог, разговарав со психолози, не го кријам тоа, секој што има панични напади треба да го направи тоа. Не, тоа е веќе 21 век нормално нешто. Баш и во Америка има, секој човек си има свој психолог, така да на сите им препорачувам да си го направат тоа и едноставно ми дава на мене некои антидепресива, што реков нема шанси да го пијам. Дур сум жив и здрав вака, со умот дур ме држи нематорија. И отидов, јас секогаш сум верник, и тоа голем верник, и отидов во манастир, во Бигорски манастир, на разговор со отецот Партени, поздрав до него и до цело монаштво, сите браќа, и ме прифатија како дома таму, и многу често идев кај нив во манастир. Посебно со отецот многу често сум разговарал на сите теми можни, идев на литурги и да видиш како ми се смири цела душа, духот ми се врати. И он ми каже, вика, нема назад, мика, само ти доаѓаат тие напади, ќе се помолиш на Господ, ќе си прочиташ од Библијата, ќе си земеш и ќе си тераш напред, вика. И така си, до ден денеска ги имам тие анксиозни напади. Нормално е, но веќе се навикнуваш да живееш со нив, не е ништо. Како денес се справуваш? Дали на истиот начин, мислам, дали се уште? На истиот начин, види, они до душа може тие напади појако од минатите пати да дојдат да ми тропнат на врата, но веќе имам искуство и ни полна минута не дам да ми трае, само одма тргам мислата или знам да работам нешто, не знам, периодов сум за тоа затворени во студио. Така да само тоа ми е музика и едноставно музика лечи се. На кого прво му се јавуваш кога ќе ти се случи нешто убаво? На сестра ми. Прво на сестра ми, со неја сме многу поврзани уште од деца, така да или за добро или за лошо, во глобала само за овој работи, само на сестра ми, да. Добро. Сега сакам да ми раскажеш една романтична случка што тебе те воодушевила, не мора да кажеш која е девојката, но нешто што тебе ти останало во памет, нешто што ти се случило. Јас со љубовниот живот многу не го откривам и не разговарам, не знам дали си приметила. Да, сум приметила, но го држам во ти викам не мора да кажеш која е, што е нешто така што ти останало во сеќавање. Што те воодушевило баш? Има многу такви случаи, но ме воодушевило, ќе не кажам ни која личност е таа, ни ништо што сум мислел, јас за нејзе дека арогантна, дека е недопирлива и недостижна, не може никој да дојде до неа и едноставно кога сум излегол со нејзе прв пат да се запознам и оставила многу впечаток и кога сме продолжиле да излегуваме, да се дружиме, се гледаме, се поубав и поубав впечаток и гледаш уствари дека друга душа има, не е таква како што делува. Имам, не знам, милион такви дешавки, но не би разбораме те за љубовта. Сами потрудете се да знаете дали имам девојка. Еве се трудиме да ни кажеш ти. Види, кога ќе ме праша дали си заљубен, јас секогаш викам дека сум заљубен. Во музиката. Добро, сега во музиката да, но сега сум најзаљубен во внук ми. Тој ми е како син мој и што се вика многу 90% и 3 годинки ќе полни сега за месец дена или 2 така нешто. Со мене цело време приврзани сме многу и многу луѓе мислат дека ми е на мене син, а не на сестра ми дете, така. Личите или? Личиме многу. А кој според тебе треба да ја плати сметката на првиот состанок? Машкото нормално. Тоа е джентлменски. Сега ќе ми каже некој зашто да плаќам ја или демек мора ли јас да платам, нека плати девојчето или по пола, не се знае. Машко си, биди джентлмен до крај.
Не мора ништо да има, со тоа девојче си излегол чисто на дејт да се запознаеш. Фера и поштено да платиш сметката. А дали кога врската ќе стане посериозна и понатаму тоа останува машка обврска, да кажем, или тогаш треба да се дели? Па се е ствар на договор, сега не знам, ако живеете веќе заедно, живееш со партнерот, веќе ги делиш сите работи, не гледаш кој што плаќа, дали ти ќе платиш, дали јас ќе платам или не знам дали ќе купиме во маркет нешто заедно за дома или дали ти ќе купиш или јас. Така да веќе кога живееш со некој не е тоа битно, но додека почне сериозното, секогаш машкото треба да ги почитува тие правила. А што е најромантичното нешто што ти си го направил некогаш? Рече, не кеш да зборуваш, ама еве да пробам да извлечам нешто од тебе на таа тема. Бил многу пати, не сум бил, него уште сум романтичар и сакам романтични работи, но ете сум поклонувал многу некои убави работи на личност, така да Скапи или убави? види која е нешто убаво нема цена, така да не мора да е прескапо тоа да го купиш, но ако го направиш со многу љубов и со убава енергија, самото тоа кошта, што се вика, и тоа е скапо. Така да не мора да е скапо, може и некоја најситница да изгледа прескапо и да биде прескапа кога ќе ја направиш да биде убава. А што е оно што никогаш не би го простил во врска? Неверство не би простил. И лага. Лага добро би простил, зависи како, ама неверство не. Добро. По смртта на Владо Јаневски ти објави една фотографија со емотивна порака. Дали и колку се познававте со Владо? Јас го знае Владо преку Војко ми, они беа многу добри колеги и пријатели, соработуваа заедно долги години и го знам од малку кога бев. Сум идел на настани, на концерти со Војко ми, сум имал прилика да го запознам. Не сум бил многу близок со Владо, Војко ми бил, но ете сум имал почит према човекот за се што направи, што ни остави на македонската сцена и на македонската музика. Многу голем човек изгубивме и едноставно згасна една ера на поп музиката, што треба се ние да продолжиме да ја правиме како што ја правеше он, како што ја правеа ДНК. Тоше да не го заборавиме, нормално Тоше оддамна починат, но исто како да е тука и Владо, со Владо ќе биде исто, ќе се пеат песните, остави милион хитови со на ДНК песните исто. Едноставно не го знае Владо, многу да кажам сум го знаел, ама не сум бил близок со Владо, но почита била преголема од мене према него и за цела негова работа што ја направи, што ја остави. Што мислиш дека е оно што младите пејачи треба да го земат и да научат од него? Да бидат шмекери. Владо беше шмекер. Баш она прав шмекер беше, кога ќе се појавеше, појавата негова двоеше, затоа беше и звезда. Многу работеше музика, многу снимаше песни, беше повлечен, не беше виден во јавноста цело време. Посветен на својата кариера, тоа треба и ние да го правиме. И јас и сите мои колеги веќе истакнати, веќе што почнуваат и што сака да почнат, само многу да бидеме вложени во маркетинг, во снимање на песни и многу верба и работа и труд и секој си дојде само. А која негова песна тебе ти беше омилена? И зошто? Има повеќе, но ако треба да извојам, ете, нека биде Некогаш и негде и Црно тиквешко, тие две. Помина подолг период без да објавиш нова авторска песна ти, зошто токму сега се одлучи за До неба? Песнава веќе се работи 6 месеци, може и нешто повеќе и едноставно прво се мислев дали да помине летово, бидејќи требаше да искочи многу порано, но касневме, не стигнавме и сега веќе кога завршивме викам дали да чекам да помине летово па да ја пуштам. Едноставно викам за добра песна, ако треба да помине ќе помине, да, така да ќе ја пуштиме и можеби сгрешив, можеби не, уште е тазе, ќе видиме како ќе помине, но со оглед на тоа што добивам вакви коментари по прегледи, по се гледам дека е слушан и добро прифатен од народот и ќе си го најдем местото. Можеби нема одма, можеби за некоја песна треба малце подолго време за да допре до луѓето, но трпеливи сме, чекаме и ќе видиме, работиме и не се откажуваме, идеме напред. Дали седнуваш да ги читаш коментарите под песна или под песните што ги објавуваш и кој коментар ти има останато во глава, некој убав?
ќе ти излажам ако кажам не, нормално секој од нас артистите знае да прочита, за да знаеш еве чисто луѓето како ги допира, што ги допира, дали им се допаѓа, дали не. Убаво е да имаш и негативни коментари за да знаеш што да промениш. Еве многу мене ми пишуваат па наназад некои што знам 3-4 месеци добри. Малце сменив на Инстаграм алгоритам, почнав да снимам како кавери некои преработки на песни. Тоа ми беше така моја желба и на мојот продуцент и другар Димитар Андоновски, он ми даде идеја, вика зашо не почнеш? Почни, вика, додека да извадиме нови проекти. Поздрав до Диме. И почнав и гледам, снима македонска музика. Јас сум пред се воспитуван, знам дека треба да го правам тоа, ја сакам државата, татковината и Македонија и македонската песна најмногу. Но снимам и македонски, снимам на српски, бидејќи сакам да се пробам на тој пазар. Не дека јас сум србин, се декларирам како србин, не, јас сум македонец и тоа си останувам, но ете пробуваме да направиме нешто поголемо и да не се секираат сите тие негативни коментари, еве ќе им најавам дека здравје Боже, не знам точен термин кога, во текот на наредната година 2027, од почеток на 2027 таму до пролет негде треба да искочи мој албум со македонска музика со 8 до 10 македонски песни само. Само македонски. Да. Тој ќе биде за тука и можно е тој албум да го преработиме и за Србија со српски текстови, но пред се тука сум фокусиран сега малце кај нас во Македонија. Кога ќе снимиш нова песна или еве албум, чија реакција најмногу ја чекаш? Не она што ќе те пофали или што ќе ти каже супер, него она искрена реакција. Искрено од луѓето, од слушателите, тоа ми е најбитно да видам како го прифаќаат они, бидејќи семејството дома што и да направиш ќе те поддржи и ќе каже супер е. Така да најбитен фактор ми се луѓето, слушателите, да видам дали ќе им се допадне на нив, што би мислеле они. Еве пример за последнава песна До неба, гледам дека до сега најубави реакции имам. Сум немал до сега вака да кажам ептен толку реакции, нема еден да ми кажал до сега знаеле, абе добро е, ама дај нешто подруго да зо ми рекле браво. Се гледа дека напредуваш многу напред, погоре и погоре, така да тоа ми е најбитен фактор, луѓето, слушателите што ќе кажат. Идам по таа карта и по таа линија да видам они прво што мислат како мислат и нормално не мораш све да прифатиш, но барем нешто да пробаш што си ја добил таа критика за да ја смениш и да видиш како ќе реагираат за следно. Годинава Македонија ќе се пријави на Евровизија, запознаен си сигурно. Дали си размислило да се пријавиш и ако не, кој мислиш дека би требало нас да не представува? Па, сум размислувал уште од поодамне, кога немавме уште представник да иде од кај нас од Македонија веќе неколку години назад, баш викам зашто не направите да се пријавиме сите, не мора да отидеме, него чисто искуство ти е плюс. Можеби ќе се пријавам годинава, не можам да кажам ни да ни не. Кој треба да оди, па зависи од песна, пред се од песна добра и не би се пријавил колку реди реда да се појаваме, еве да, проба да отиде. Не, него ако имам добар пакет, добра песна, добар сценски настап, тогаш да. Иначе не бидел по секоја цена. А сега многу работам и на целиот мој стайлинг, на цел тим сме, проширен ми е тимот. Бидејќи сам не можеш све да правиш, мораш да имаш еден продуцент, еден пиар што ќе ти води, еден што ќе ти помага за стайлинг, буквално тимска работа. Зашо викаат во тим се успеа многу полесно, не можеш сам. И би направил ептен добар сценски настап што ќе се одвои добра светска песна, па би отишол. Но да видиме, да не збориме пред време. А кој би требало да оди? Не знам, имам многу од моите колеги, но Некој да извиш. Да изваме, гледам дека е многу предиспозиции желба на Антонија Гиговска, така да и полн пакет е Антонија и многу во работи незината кариера моментално, ќе извадам Антонија Гиговска. Нека оди она. Добро. А што следно друго може да очекуваме од тебе? Ве најави нов албум, покрај албумот нешто друго? Најново нешто е, тоа ќе го откриам, на Макфест ќе настапам годинава. После некоја година пауза пак ќе отидам на Макфест, од 2022 или 2023 ми беше последен пат. Годинава ќе идам пак и тоа е, имам уште на Макфест ќе отпеам таа песни, после малце се повлекувам со вадење на авторска музика. Се затварам во студио, веќе сме затворени во студио, кој што кажав, и работиме на албумот и ќе бидете поканети на промоција.
во глобала тоа е, не знам, некои други работи ги најавам, немам. Може би некој дует ќе биде во албумот, ама тоа во албумот, пред албумот не. Дали може би имаш некој ном со кого би бил дуетот? Па имам веќе 2 тројца, во преговори сме со еден македонски артист, не можам да го откриам кој е. Пејач е, машки вокал е, тоа ќе кажам, така да со него сме во преговори, се надам дека ќе испадне. И има уште 2 тројца. Па ќе видиме. Битно сакам еден дует секако ќе има, можно е да има и 2. 2 до 3, ама еден секако ќе има во албумот. Супер, Огнен, ти благодарам што одвои време за ова интервју. Нема проблем, фала ти многу и на тебе, фала на поканата и поздрав до сите гледачи на Хајп.